При смеа срцето може да биде тажно, а по радоста може да настапи тага. Соломонови изреки 14:13. Денес може да се забележи се поголема отсутност на емпатија, а присуство на равнодушност во меѓучовечките односи. Во услови на лични маки и неволи, се поретко може да се очекува сочувство и поддршка, а најмногу што може да се добие е некое површно сожалување. Таквата реалност што не обкружува, често го наведува човек пред останатите да ги крие своите чувства. Та зад насмевката и наведум на дворешните изрази на радост и среќа да крие голема болка или некоја тешка духовна битка. Од друга страна пак, мудриот старозаветен писател воедно укажува и на непостојаноста на радоста. Дури искрената радост не може да си обезбеди трајност. Еден момент е доволен таа да се претвори во тага поради некои непредвидливи околности или неочекувана промена во животот. Тоа значи дека секоја земска радост е минлива, како и дека животот го сочинуваат подеми и падови. Не треба да очекуваме живот без тешкотии, но не треба да ги пренебрегнуваме ниту тешкотиите на другите, туку да покажеме повеќе разбирање и да понудиме вистинска поддршка. При смеа срцето може да биде тажно, а по радоста може да настапи тага. Соломонови изреки 14:13.